52 лица од Штип и уште десетина од другите градови од регионот пријавиле дека се жртви на насилство во невладината организација ЕХО. 96% од нив се жени. Најчесто е насилството помеѓу брачните партнери, помеѓу поранешен партнер и сегашен. Значи, и она што всушност е дека сите треба да сватат дека децата кои што се во семејството всушност секогаш се директни жртви на насилството. Исто така, она што можеби треба да се свати кај нас е дека семејното насилство е само сегмент од насилството врз жени, а насилството врз жени исто така само сегмент од родово базираното насилство. Она што радува е фактот дека од година во година расте бројот на жртви кои насилството по дома решиле да го пријават. Сепак институционалната поддршка за нив се уште не стигнува или оди многу бавно. Дел од напорите за нивна помош се и отварањето на регионални шелтер центри. Дефинитивно се најавува во прво време, значи, активирање на шелтер центрите, меѓутоа ќе има и шелтери за сексуално насилство. Нешто што можеби е ново за наши услови, меѓутоа навистина е потребно. На 10.000 жители треба да има едно сместувачко место за жена или девојка со дете. Еве, сега според тој број би требало да се прават калкулациите на кое, значи на кое каде ќе бидат распоредени така натаму. Важен дел од спречување на родово базираното насилство е и едукацијата. За таа цел денес во Штип се одржа трибина. Да се запознаат со основните поими, род, пол и така натаму, кои што ќе можат да ги согледаат, значи, сите предрасуди, стереотипи во однос на тоа како го перцепираат полот, односно какви се родовите улоги на жените и мажите, за да може во иднина да едноставно меѓу себе еднакво се однесуваат. Инаку, Националната мрежа против насилството врз жените денес го отвори првиот фонд за парична помош за жртви на семејно насилство или така наречен интервентен женски фонд. Сите лица кои сакаат да помогнат на жените жртви на насилство можат да донираат на телефоните OneVIP 143 477, T-Mobile 070 143 300 и на жиросметка 20003247799194 Стопанска банка АД Скопје.